Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри. Овој ден е необично важен и голем ден за Светата православна црква. Поради што во Уставот на Светата црква денеска се благословува употреба на маса. Наш локален обичај, православните македонци, пак се задржуваат на тажниот момент од овој празник, кој што е прилично тажен и трагичен. Убиството на најголемиот маж од жена роден, најсветиот, оној кој што и во православната иконографија, во законот на молитвата, лекс оранди стои од десната страна на Христа. И затоа нашиот народ доброволно превзема поголем крст за носење и во овој ден пости строго на вода. Јасно е дека и оној што не пости на вода не е за осуда, како што не е за осуда нити оној што пости на вода. Иако Уставот на црквата тоа не го бара од нас. Но во тоа е подвигот на нашиот православен народ во Македонија. Од преданието на црквата, тоа е Уставот, се случуваат преданија локални. Преданијата на црквата не го укинуваат и не го загрозуваат постоењето на Уставот на црквата, на преданието на црквата. Затоа Светата црква Божја го благословува и нивното постоење. Но тоа да важи онака како што светиот апостол Павле го вели. Вие што постите на масло, не осудувајте ги оние што постат на вода. А вие што постите на вода, не осудувајте ги оние што постат на масло. Секој по мерата своја, секој по мерата на силите своји. Но добро е преданието на нашиот народ. Треба да се трудиме да го чуме. Кој колку може. А и добро е да се чуме. Не само што не се јаде масло денеска во нашавата ткова, туку не се јаде и ништо што црвена боја има. Ниту лубеница, ниту патлиџа, ниту кој било друг плод, што ја има бојата на крвта, бидејќи потсеќа на крвта, невината крв што светиот пророк претече и крстител Јован ја пролеа за спасението на светот и човек. Денеска исто така ве молам да внимавате, да живеете крајно пристојно, да не речам аскетски, да се воздржувате од недолични, непристојни музики, филмови и слично. Да не се оди по плажи. Ние стружани пред неколку години непослушноста кон црквата скапо ја плативме. Со 4 загубени животи на најумни, најобразовани лекари во медицинскиот центар. И треба сега тоа еднаш да го научиме. Но не како казна Божја, па да ја намразиме и црквата и Бога, бидејќи Бог не казнува. Себе самите се казнуваме кога сме непослушни кон Бога. Ако го слушавме законот Божи струга, неќе ги имаше тие жртви.
Ако бевме послушни кон Бога, но бидејќи не му бевме послушни се случи тоа што не смееше да се случи. Па бидете внимателни. Ајде да извлечиме некоја поука од сето тоа. Зашто гледате, денешното свето Евангелие на најдобар можен начин ја потврдува една наша народна поговорка: што ќе посееш, тоа ќе пожнеш. Сетете се на 14.000 заклани деца од Витлеем и околу Витлеем. Кој го направи тоа? Ирод, царот јудејски. Воден од страстите, од суетата, од гордоста своја, преплашен дека Христос, според зборовите на мудреците, е некој кој што се раѓа за да му го преземе тронот. Тој стави под нож 14.000 детски животи во надеж дека еден од закланите ќе биде Христос. Во денешното Евангелие станува збор повторно за еден цар јудејски кој што се вика Ирод, Антипа, четиривласник. А знаете кој е тој? Син, роден син на првиот Ирод. Изосторството, гледајте, во тоа нивно семејство се мултиплицира, но тоа истото се случува во животот на секој човек и на секој друго семејство. Да бидеме внимателни. Во што е злосторството на Ирода Антипа? Во тоа што го уби свети Јована Крстител. Како тоа се случи? На денот од неговиот роден ден приреди гозба. На гозбата беа поканети сите учесници во високата власт, од него самиот возглавен. На тие гозби се пие, се пее, се блудничи, се развиваат максимално страстите во човек. И во состојба на опиеност, и во состојба на латентен, но постојан страх, што и татко му го имаше, дека некој ќе му го одземе трон. Тој бараше нешто што докрај ќе го екстатично ќе го забавува таа вечер. И тоа тој го доби во лицето на една млада девојка Салома по име, ќерка на Иродијада, жената на негова Ирода, на Ирода Антипа жена, но преземена од брата му Филип. Брат му Филип се уште беше жив кога тој, неговата жена, ја презеде и беше жестоко критикуван од свети Јован Крстител за тоа што го направи. Поради тоа, тој не можеше да ја издржи силната критика на свети Јован и го фрли во затвор. Но Иродијада живееше за своите 5 минути, која ќе се даде можноста да го убие свети Јован. И еве се 5 минути, тоа е гозбата во чест на роденденот на Ирода Антипа,
ko što восхитен od играта, od танцувањето на керката негова родена со Иродијада, жената на Филипа некогашна. Во присуство на сите не знаеше како да ја награди. Се му беше малку и одеше дотаму што беше спремен и половината од царството своје да ја го даде како награда за танц. Но таа понуда веднаш не ја прифати, туку потрча да се советува со незината мајка, која што пак вешто ги искористи овие мигови и побара од незината керка да ја побара главата на Свети Јован Крстител. И таа пред сите тоа го побара, а Ирод не можеше да ја одрече, бидејќи пред сите јавно, отворено, транспарентно и вети дека ќе и даде што и да побара. Крвникот отиде во затворската келија, каде што пред тоа беше заточен Свети Јован од Ирода Антипа. И му беше главата отсечена и на блюдо во корпа донесена кај Ирод. Ирод ја предаде на Салома, а Салома на незината мајка, злокобна мајка. Така постада најголемиот човек, маж, роден во историјата на човештвото. Но гледајте, најмили мои, никогаш не се исплати да сте на страната од злото, никогаш не се исплати да сте злокобни, злосторни, зашто злото фрлено по другиот се враќа како бумеранг и ве треска по вашата собствена глава. За да ја земе Иродијада, жената на брата си Филипа, тој ја остави својата законита жена, керка на Арета, голем арапски кнез и војсководец, кој што пак од тогаш се подготвуваше свирепо да му се одмазди на Ирода Антипа. И се ова што се случи со Свети Јован, Арета го искористи со огромна војска, ја освои Јудеја, а семејството на Јуда Антипа или го испоуби, или го растера во екзил. Но сите трагично заврши. Најтрагично од сите заврши Салом, за која што преданието го кажува следно. Бегајќи во зимата некаде во Шпанија, ја преминувала реката Сула, која што во моментот кога таа ја преминувала мрзнела и некаде, кога стигнала некаде до средината на реката, мразот бил толку јак и така ја стегнал што ја откинал главата, онака како што тоа го направи со Свети Јован. Злото зло носи, браќа и сестри. Подалеку од секое зло. Нема зло за кое што можеме да кажеме дека е коректно, дека се исплати во дадениот момент. Такво зло не постои. Злото зло носи, злото зло твори, браќа. Секогаш се исплати да сме на страната Божја и да добротвориме. А за да добротвориме треба да добро мислиме. Добрата мисла
nosivo dobro delo. Все друго е гибелно по животот на човек. Не се isplati, jednostavno kažano. Еве со тој математички, економски, финансиски поим да се изрази. Не се isplati. Секогаш да го следиме патот на Свети Јован, крстител. Тој е крстоносен, но спасителен. И Бог го допушта крстоносењето за на крстот, од таа височина, од тичја перспектива, гледајќи го животот на човекот на земјава, да се види себе си онаков како што е, да го види патот единствен, кој што е пат излезен од лавиринтот на овој свет. Во овој свет, претворен во лавиринт, има само еден излезен пат од него. Тоа е Христос, распнатиот и воскреснатиот, заради нас и заради нашето спасение. Амин. За многу години. Честит храм.